Како да ви кажам? Тука е проблемот. Значи едноставно Што според вас е најголемиот проблем во општина Центар и што ви велат граѓаните? Имате средби секојдневно со нив? Значи граѓаните се жалат на основни работи. Срамота е да се каже дека во 21 век граѓаните се жалат на нехигиена. Јас не велам дека комунална хигиена има одговор. Нема, мислам си е одговорна. Значи јасно е дека си одговорна. Меѓутоа, општина Центар има одреден капацитет со кој што може да излезе во пресрет на граѓаните, ама не само пред избори. Збориме за во текот на целиот мандат. Значи, јас ќе кажам, еве, јас живеам во Дебар Мало, мојата улица е еднаш измиена на моје барање. Поради семеен настан за да не се срамам. Буквално така. Таму има цистерна, има метларки, и вработија хигиеничари. Значи, сето тоа може да се организира и со една... Рековте на ваше барање беше измиено улицата. До кого го упативте? Се јави во јавното предпријатие таму во Поци, така. Ама не треба да е така. Не, апсолутно се согласувам. Не треба е така. Ако е една цистерна. Колку може таа една цистерна во денот да измие улици? Толку и толку. Колку улици имаме, толку. Секоја улица нека биде еднаш месечно миена. Пак ќе бидеме задоволни отколку ни еднаш. Нели? Пример. Сакам да кажам дека гледам дека не постои рационално користење на ресурсите што ги има општината, а па богами па и на парите. Секоја година вие да менувате детски игралишта, лани стајно игралиште, оваа година ново. Зошто? Не може да се попре. Значи тоа е расфрлање на парите. Мислам, јас гледам повеќе слабости за кои што сметам дека искрено можам да застанам на патот на такво расфрлање.